Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН денеска го покажа своето вистинско, режимско и насилничко лице. Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН повторно застанаа за насилството, за досудените насилници. Луѓето кои вооружени, жедни за крв, упаднаа насилно во собранието на 27 април, кои пред камери се обидоа да убијат пратеници, денеска ВМРО ДПМН ги нарекува честни луѓе и уставобранители. Денеска пратениците од ВМРО ДПМН наместо зад правдата, зад граѓаните, застанаа зад лица осудени за тероризам. Денеска и пратениците од Битола, Силвана Ангелевска и Олга Лозановска, заедно со нивниот шеф Христијан Мицкоски, ги испорачуваат нарачките кои стигаат од Будимпешта да бранат криминал. Кога треба да се носат закони важни за граѓаните, Ангелевска и Лозановска блокираат, кочат, го напуштаат собранието, но први се кога треба да се брани криминал и насилство. Тоа е се што граѓаните од Битола гледаат од ВМРО ДПМН и нивните пратеници. Почитувани, денешниот собир на ВМРО ДПМН представува уште еден доказ и за начинот на кој опозицијската партија се однесува во справувањето со ковид кризата. Еден ден бараат оставки од надлежните, следниот ден се групираат, кршејќи ги сите протоколи за заштита. Бараат фонд за поддршка на битолчани заболени од ковид, а групирајќи се без маски го загрозуваат здравието на секој од нас. Ја распнаа пратеничката од СДСМ Битола Бисера Костадиновска-Стојчевска, што отиде во собрание да гласа за над 60.000 граѓани да ја добијат финансиската помош што со месеци ја очекуваат, а само 7 дена подоцна сите нивни аргументи за тие атаци пропаѓаат во вода. ВМРО ДПМН уште еднаш докажа дека води политика од денес за утре. Она што вчера го напаѓаше, денеска го брани. Ниту има јасна цел каде сака да се движи Република Северна Македонија, ниту знае како да придонесе за тоа. Затоа, граѓаните постојано ја казнуваат режимско насилничката матрица на ВМРО ДПМН. Битола одамна им кажа не на насилниците, инсталациите на Груевски се поразени од граѓаните. Така ќе биде и на следните локални избори. ВМРО ДПМН и Мицкоски и нивните деструкции одново ќе бидат поразени и уште долго ќе останат во опозиција.